Договорното земјоделие мислам дека иднината и за нашето македонско земјоделие, така беше и порано во еден друг систем кога се договара за производството, земјоделците и преработувачите, ама мислам дека тоа е иднина и за нас, затоа што без тоа не може да се произведува за непознат купувач. Тоа може да биде за една година, за 2 години и после ќе имате проблеми како земјоделски производител. Мислам дека тоа треба да се стимулира од страна на можеби министерството, да се контактираат фирми кои се заинтересирани за тоа, да не купуваат производи од полупроизводи од странство, суровина исто така, ако може да се набави овде во наши услови. Па ние го практикуваме веќе десетина години, затоа што видовме дека тоа има големи предности, затоа што може да на некој начин го знаеме каде се произведува, кој го произведува, значи во тој синџир од самиот земјоделски производител па до супермаркетот со следење на овие стандарди кои што се уведуваат во храната, може да го следиме самиот производ од нива па до трпеза, што се вика. На тој начин ја знаеме суровината, знаеме кај се произведува, кој ја произвел, каква суровина е таа, каков квалитет, од кое поднебие. Кај нас во нашето поднебие, значи има одлични производители, само што се несигурни со пласманот на земјоделските производи. Агрофила како фирма долги години го практикува, значи договорното земјоделие, произведуваат за Агрофила и се затвора целиот циклус. И мислам дека тоа е за многу гранки треба така да се практикува. Па ние почнавме со сончоглед на почетокот, па проширивме со маслодајна репа, па понатака правивме експерименти со лен. Лен веќе неколку години договорно се произведува на неколку земјоделски стопанства. Не се тоа големи количини, ама ленот е значи тоа што го произведуваме во Македонија и што речи си се е потрошено на македонскиот пазар е од наши домашни услови и ние знаеме кај се произведува тој лен и е прекрасен. И нашите купувачи се многу задоволни исто така. Па видите, ние не сме некоја кој знае како голема фирма, но тоа што има потреба се уште не може да се задоволи со тоа договорно земјоделско производство. Ама мислам дека се движат работите према подобро, значи да се договараме малтене 100% да бидеме покриени со уште во февруар кога почнуваме со земјоделското, со плановите за престојната година, се да биде веќе заокружено во март кога ќе се посеи сончогледот, да знаеме што ќе се добие и да не чекаме септември, октомври неизвестност каква ќе биде цената. Тука најголем проблем е цената, затоа што ние ги правиме калкулациите на одредена цена и тоа може да кажеме цената со земјоделците, така и правевме до ланската година. Ја дефиниравме цената уште во март. Значи, уште не посеан сончогледот, тие ја знаеа цената која ќе биде. Ама таа се движеше и беше стабилна, со исклучок на ова година, која што се случи стварно некое големо пореметување на пазарот и цената веќе не може да се дефинира. Да речеме, сончогледот се движеше околу 18-19 денари, да ова година дојде на 25, 26, 27 и со тенденција на покачување, што никој тоа не можеше да го на некој начин да го предвиди. Органското производство, ако ме прашувате за производството за масло конкретно и за овие култури, мислам дека е една надоградба на ова конвенционалното, една многу фина надоградба со тоа што бенефит ќе имат и самите земјоделци на почетокот, затоа што суровината ќе биде значително поскапа, што ќе ја произведат, и маслото што ќе се произведе ќе биде нешто поскапо, ама не е тоа кој знае колку
различно од конвенционалното и мислам дека тука има големи предизвици за сите нас и можеби и Агрофила еден ден да се трансформира од конвенционално да произведува само органско масло, што мислам и прилега на ладно цедените масла да бидат и органски масла. Ние радо би се вклучиле во тој проект затоа што тоа на почетокот нема да бидат некои големи количини и може чисто да даеме еден допринос да почне оваа работа, да видат самите земјоделци дека може и во наши услови да се договараат, да ги знаат сите калкулации уште во самиот старт на почетокот на годината со помош на Министерството за земјоделие преку различни начини на субвенционирање на тоа производство и мислам дека може да се направи голема работа. Пред се за земјоделците да не бидат оставени на неизвестност, значи произведуваат неизвестно дали некој ќе го купи или ќе го купи без пари на некој начин, да произведуваат со точно одредени цени кои што ќе ги знаат порано и кои можат да бидат само повисоки, а не можат да бидат пониски. Тоа е, мислам, перспективата.